Во следните 30 дена, срцето ќе ви шепоти нешто што долго време сте се обидувале да не го слушнете. Можно е конечно да признаете пред себе што навистина чувствувате и што навистина посакувате од љубовта. Во последниот период, често сте давале повеќе отколку што сте добивале. Сте простувале, сте разбирале и сте се надевале дека работите ќе станат подобри. Но сега доаѓа време кога ќе сватите дека љубовта не треба да ви изморува, таа треба да ви исполнува. Ако сте слободни, можно е да запознаете личност што ќе ви донесе чувство на мир уште од првиот разговор. Нема да има потреба од големи докажувања или игри. Ќе чувствувате како да се познавате многу подолго отколку што навистина се познавате. Ако сте во врска, следните недели ќе бидат период во кој повторно ќе се потсетите на малите нешта што ве поврзувале. Можно е заедно да донесете одлука што ќе ве направи уште поблиски или да започнете ново поглавје во вашиот однос. И можно е старо сеќавање повторно да се појави во вашите мисли. Но овој пат нема да ве натажи. Ќе ви покаже колку сте пораснале и колку повеќе се цените себе си отколку порано. Во овие 30 дена ќе почувствувате дека конечно престанувате да барате љубов таму каде што одамна ја нема. Ќе почнете да гледате напред, а не назад. И токму во тој момент ќе се отвори простор за нешто ново. Можно е некој да ви покаже внимание на начин што одамна не сте го почувствувале. Тоа нема да биде само преку зборови. Ќе биде преку време, грижа и мали постапки што ќе ви покажат колку навистина му значите. Кон крајот на овој период ќе почувствувате поголем мир во срцето. Без разлика дали ќе започне нова љубов или ќе се продлабочи постојаната, ќе знаете дека повеќе не сакате врски исполнети со несигурност и сомнеши. Ќе изберете љубов што ви носи спокој. И никогаш не мислете дека сте премногу чувствителни за овој свет. Токму вашата способност длабоко да сакате е она што еден ден ќе ве одведе до личност која ќе ве сака на истиот начин. Во следните 30 дена не затворете го срцето од страв дека повторно ќе биде повредено. Некои луѓе не доаѓаат за да остават лузни. Некои доаѓаат за конечно да ги залечат. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, едно subscribe и секое добро на наредно слушање.